Вистинска музичка звезда се создава спонтано, потребен е квалитет, талентно и константно креирање кој ќе издигне на самиот врв на музичката сцена. Не имаме одлични изведувачи, но дали вистински ќе промовираме во музички звезди, ќе дебатираме со продуцентот, композиторот и професор Валентино Скендеровски. Гости се и првите финалисти на македонскиот идол Виктор Апостолски и Јана Бурчевска. Останете со дебатната емисија Култура. Значи, во време на вистински бум од регионални емисии на музички таленти и евидентен број на медиуми, сепак немаме промовирано нови звезди музички. Дали можеме главниот проблем да го лоцираме во продуцентските куќи, во менеджирањето, или сепак станува збор за мал музички пазар како што е Македонија? Јас генералниот проблем го гледам во тоа што поимот пазар кај нас не постои. Не е мал музички пазар, туку едноставно го нема. За да некоја продуцентска куќа или издавачка куќа или условно речено менаџер или било кој би требало да се грижи за еден изведувач, да земе под своја фирма еден пејач или бенд или било што, мора да има доволно средства за да го финансира неговото растење како артист. Тоа значи дека треба, што знам, да се платат композиции, треба да се платат текстови, треба да се платат аранжмани, треба да се осмисли приказна, треба да се осмисли имидж, треба да се посвети кон некакво градење на имиджот, едуцирање на артистот, да не ме сватите погрешно дека се луѓе млади се неедуцирани, па треба. Туку едноставно треба да се спакува целиот артист како производ за да може лесно да и се пласира на публиката, која ќе треба, тоа може би сурово звучи, ама ќе треба да го купи. Кај нас поимот купување на музика и почитување на нечие музичко дело едноставно не постои. Без разлика за каков вид на музика се работи. Дали се работи за поп, за рок, дали се работи за денс музика, дали се работи за хип-хоп, за рап, дали се работи за некаков метал, за некаков дет метал, за некаков андерграунд или за сериозна, за класична музика. Или за народна музика. Значи, освен класичната музика, се од ова што набројав се жанрови на популарната музика. Популарна ја нарекуваме заради тоа што некој треба да ја пласира, а некој треба да ја консумира на одреден начин. Дали да ја купи како носач на звук или како тврд носач на звук, како CD, како медиум, или да ја даунлоудира од некаков си сайт као што iTunes и така натаму, или да заради тоа што му се допаѓа тоа што тој артист го прави, да посети негов настан, негов концерт. Тоа кај нас не постои. Одамна не постои заради тоа што не постои пазарот, не постои заради тоа што овие менаџери или продуценти или издавачки куќи или не знам како веќе да ги наречам, немаат рачун да го прават тоа. Многу едноставно и многу просто. Не им се исплати. Не можат луѓето да остварат, не можат да си ги покријат ни трошоците, камо ли да заработат. На крајот на краиштата, сега реалниот свет така функционира. Ќе инвестираш во некого за да ти се вратат некакви одредени средства за да можеш понатаму да се развиваш, да инвестираш во уште некој и така натаму. За жал, ние сме тука заглавени во еден луп кој не престанува да се врти. Не гледам некакво решение понатаму. Може би овие млади деца немаат среќата која што имавме ние повозрастните музичари кога растевме, живеевме, творевме во времето на Југославија, каде што беше огромен пазар, каде што беше се отворено. Од затворањето на нашите граници, не зборам за донесувањето на уставноста на Македонија, туку затворањето на Македонија како нација кон Србија, затворањето на Србија кон Македонија, Хрватска кон Србија, затворањето на сите поранешно бивши југословенски граници, културолошкото затворање, мислам дека полека почна да се распознава кој колку сила има, кој колкава моќ има, кој колкава навика има за консумирање на уметност, или нека не е уметност, нека е забава, нека е било што не е сериозно. И колку тие луѓе се спремни да консумираат нечие туѓо дело, да го купат,
да го поддржат и така натаму. Македонија е стрикно пиратска држава. Кај нас никој не купува дела од наши луѓе, многу ретко се случува тоа. На крајот на краиштата не купуваат ни од стратски автори. Навикнати сме на без пари што викаат. И така. Така да функционираме колку што можеме, без да дадеме, да вложиме ништо. Јана, Виктор, вие бевте еден финалисти на првиот македонски идол. Единствен македонски идол. Кои се вашите искуства сега од дистанца? Од дистанца? Да. Зошто не ги задржавте, не ја задржавте популарноста додека се снимаше, која што имавте додека се снимаше македонскиот идол, дури и финалистите повеќе ги немате? Каде го лоцирате главниот проблем што еве не испливавте на она како што требаш? Мислам, не како што требаше, туку како што бевте. Мислам дека по идолот се сведе на личен избор на учесниците. Некој се посвети повеќе, некој се посвети помалку, секој во рамките на своите можности, очекувања и желби се разбира. Јас искрено немав многу високи очекувања по идолот, не очекував дека ќе направам некоја бум кариера и дека ќе бидам, како што вие велите, звезда. Се потрудив да ја негувам музиката на некој свој начин, затоа што пред се и негувам малку поразличен тип на музика. Кога веќе Тино го спомена пазарот, за таа музика не верувам дека тука има публика која што би ја конзумирала. Од друга страна, глобализацијата ја гледам како некако проблем, затоа што може од друга страна да биде и предност, меѓутоа како фактор, затоа што македонските изведувачи повеќе не се во конкуренција само со другите македонски изведувачи, туку се и со светските изведувачи во конкуренција, затоа што светската музика нам не станува се подостапна. Од друга страна, сакав да се надоврзам на она што го кажа Тино. Сметам дека последните бренд музички имиња, односно музички звезди кои што до ден денес активно се вклучени во музичката сцена, се произведени од прилика во ист период, крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите години, како што се Тоше Проевски 96-та година, Нокаут 98 година, ДНК 2001, Тамара Тодевска 2002 година. Период? Да, значи, што било различно тогаш, што новите музички таленти го немаат денес? Так. Јас сум лаик по ова прашање, меѓутоа од друга страна и логичар, да го поставам како отворено, затоа што мислам дека многу полесно ќе не доведе до некакво си решение, ако тргнеме од таму, односно компарација. Така. Виктор, вие сте можеби најактивен. Снимивте и албум, неколку музички спотови, видеозаписи. Колку сте задоволен од постигнатото на музички план? Види, не можем да бидам толку елоквентен како моите претходни соговорници. Ќе ми извините за акцентот битолски, ама полесно ми течи мислата така. Има многу фактори. Значи, прво и основно работите се многу сменети од кога беше идолот до сега во овие 4-5 години. Што е сменето? Па буквално се е сменето. Додека беше идолот, имавме прво еден медиум кој многу ја промовираше македонската музика. И до тој период работите одеа многу полесно, многу полабаво беше. Имаше звезди, имаше кај да се промовираат. Имаше некој што поддржува македонската музика. Колку толку, колку што се можеше во периодот. Имаше многу звезди порано во Македонија, има и денес има ненормални таленти, значи јас познавам луѓе што пробуваат да се пробијат. Но не може, значи тоа е проблемот. Сакаме да лоцираме каде е проблемот, значи. Има многу фактори, не ќам да посочувам, не сакам да вперувам прст во никој. Еве од вашето лично искуство. Сите си имаме дел од кривицата. Значи не може да биде само медиумите, затоа што веќе... Затоа викам, баш преге правевме муавет, никој не почнува од огледалото, никој не почнува од себе си.
прво и основно, секој мора да почне да работи на себе така како што сака да се види во иднина. Второ, медиумите и изведувачите треба да работат заедно. Сегде во светот соработката е взаемна. Затоа што секој добива нешто за возврат од тоа што го прави за другиот. Значи, мора да има некаква соработка, мора да има поддршка од двете страни, да има мора да биде взаемно, иначе нема како да се промовира македонската музика. И на крајот на краиштата Тино го кажа најголемиот проблем што е во државава, а тоа е пиратството, да речем. Во Македонија Нелојална конкуренција. Значи, еден Тоше што беше, знаеме сите кој беше Тоше, и знаат и сите на Балканот и па и во Европа, немаше доволно продажба на цедиња за да плати една нова песна. Пример. Значи, кога тој немаше доволно продажба, што се очекува од нас? И тоа во негово време немаше YouTube, немаше Facebook, немаше ништо кога почнуваше да пее. А денес кога се ни е достапно на тацна, можеме да го добиеме од било каде, никој не се замара со тоа да купи или да поддржи изведувач или било како. Така што има многу фактори, многу долга е тема. Ако почнеме да ја одолговлекуваме. Но дали доволно се ангажирате? Колку се ангажирате музичките? Па види, Тино кажа дека и факт е дека нема пазар, и тоа што нема пазар е многу тешко за некој да се активира, да биде поактивен на сцената. Еве пример јас, од моје искуство, мислам од моја гледна точка, јас си ја правам сам музиката. Ја правам сам музиката, сам ја снимам, па дури почнав и видеа сам да работам, баш се смеевме прега со екипата. Морам да го правам тоа. Морам да го правам тоа затоа што едноставно не се исплаќа. Финанси. Така е, затоа што едноставно. едноставно Соработувавте, ја мислам дека со Валентина. Да, почнавме да соработуваме. Едноставно не се исплаќа да платиш, еве, од прилика да кажеме, да речеме дека треба да платиш 1500 евра песна. Ако 1500 евра песна, тоаш 2-3 е сигурно спот. Кај ќе ги заработиш тие 4500 евра за една песна и еден спот? Да не правам што после тоа треба следи промоција, бустање по медиуми, по чуда. Да, јас би се надоврзал на ова. Ја напредска спомна глобализацијата, која е прекрасна работа за оние за кои што се подготвени за тоа. Тие што не се спремни да ја дочекаат глобализацијата, пропаѓаат и не можат да се снајдат и не можат да сватат што ги снашло. Тоа не се случи на нас. Македонија како поднебје, како македонците како народ, не беа баш подготвени да ја дочекаат глобализацијата онака како што мислеа дека ќе ја пречекавме со широко отворени раце, меѓутоа покрај сите погодности што ги носи, има и многу сурова и сива, темна страна. Меѓутоа мислам дека темава за која што ние разговараме во моментов би требала да им се овие прашања би требало да им се постават на некои други луѓе кои што во последно време не се занимаваат толку многу со македонска музика како што го правеа тоа порано. Мислам дека тука лежи проблемот. Не ги обвинувам. Тоа се луѓе кои што знаеа, кои што ја кренаа македонската музика на многу високо ниво, токму во тој период за кој што зборува Јана. 90-тите, крајот од 95-та до 2005-та негде. Беше баш онаа вистинската експанзија на македонска музика. И сега би сакал, можеби ќе биде опширно ова, меѓутоа би сакал да објаснам за што се работи. Мојата улога во ова општество е, не знам, можеби малку композитор, малку повеќе аранжер, највеќе сум музички продуцент и
и сам свој инженер на звук. Што значи музички продуцент? Кога ќе се спомне зборот продуцент, било каде во светот, па многу луѓе и кај нас не знаат, кога ќе се спомне зборот музички продуцент, сите мислат дека продуцент е оној што е екзекутив, извршен, оној што го плаќа, го нарачува делото, го финансира и заради тоа е помалку или повеќе, грубо кажано, е газда на делото, на песната или на албумот или на не знам, или на филмот. Во филмот имаме многу извршни продуценти. Додека музички продуцент нема никаква врска со финансирање на нешто. Туку е човек кој што се грижи да се биде, да има естетика, да штима, да нема некакви сукоби во аранжманот, да има добар баланс музички, да има добар тонски баланс и да сето тоа биде. Да има да е литературно, да нема вулгарности, не знам, сега доколку си некој млад музички продуцент на алтернативна музика, тоа ќе се труди што повеќе да има вулгарности, зависи од тоа каква ти е улогата. Меѓутоа, музички продуцент не значи извршен продуцент. Извршен продуцент е тоа што кај нас улогата ја имаат куќи како што се Горила продукција, како Авалон, Трето уво и така натаму. Мислам дека подемот и растежот, брзиот растеж на македонската музика во тоа време заслугите ги носат токму Авалон. Меѓутоа, тие луѓе подоцна, за жал, кренаа раце од македонската музика. Сега имаат малку артисти и нивните артисти се повеќе застапени надвор отколку во Македонија. Видоа дека не можат да се борат со ова. Не можат да се борат со овој мал пазар. Авалон, знаеме, сега се бави со носење на големи звезди, прави огромни концерти, си има друга работа и меѓутоа нивниот придонес го дадоа во нашава музика и оставија печат во Македонија. Истото го направи Трето уво, еве сега Горила продукција е исто актуелна како музичка продукција. Тоа се тие куќи, тоа се тие извршни продуценти. Луѓе кои се грижат за своите артисти, кои им обезбедуваат финансиски средства за остварување на нивните соништа. Да се сними песна, да се сними албум, да се има кај да се настапи, да се има што да се облече. На крајот на краиштата нивните звезди уживаат и многу бенефити, како што знам, спонзорство, кола без пари да ја возиш година дена, гардероба, шминка, не знам што, како девојките повеќе го знаат тоа. Помага, да. Меѓутоа, сега во овој момент Македонија има недостаток од такви луѓе кои што од друга страна па нема зашто да изгорат заради тоа што нема пазар. Нема зашто да не е нивно да они себе жртвуваат за да на Македонија понудат што повеќе музика. И еве сега сме за жал во период кога музиката ни е забранета. На изведувачите. Значи Па тоа е тоа, еве Виктор сам прави музика, сам прави спот, сам организира промоција, сам ќе се грижи како ќе се облече, може би некој стилист знае подобро од него како треба да биде облечен и како треба да што со што да искомбинира. Добро, имаме менаџери кои што сето тоа треба да го изменаџираат. Па ете, зборувам за менаџери, тоа се тие. Да. Поентата е еден пејач, еден изведувач. Менаџерски куќи, нели? Така, еден изведувач треба биде изведувач. Не треба се занимава со ништо друго. Меѓутоа, таква е ситуацијата кај нас, што ако сака човек да обстои во работава и ако сака да продолжи да прави нешто колку што може сам да постигне, треба да го направи она што треба да учи, замислете кога би седнале сите ние заедно што сме во овој простор, да се договараме и да осмислиме како би требало да изгледа една нова песна за Јана. И што, например, јас стално знам да поразговарам со изведувач, со пејач, што мислиш дека фали во моментов? Што мислиш дека недостасува во Македонија? Јана е девојка која има 23 години, убава, млада, елоквентна, пее супер, се е окей. Значи, како би можеле да ја спакуваме? Како би можеле да ја представиме? Да, и зошто ја нема на музичка Не, како би можеле сега ние да се договориме? И јас ќе кажам дека што знам, ја замислувам во некаков спот, со некаква балада, не знам, со некаква раскошна хајњена, вие ќе кажете не, треба да е у вакви тесни хеланки и 3-4 ума многу подобро ќе ја спакуваат
отколку што може она сама да го направи. Затоа што сам човек кога се пакува себе си не може да е објективен, сите сме нарциси. Никој не може да е објективен, никој не знае каква треба песна да пее, колку му е добар текстот, како сам за себе да се го направи аранжманот, како да се облече и кај кој шминкер и фризер да отиде. Апсолутно потребна е цела екипа, да. Да, треба тим. Треба тим за да спакува артист, за да спакува едно лице кое што ќе биде за пред јавност. Не може човек сам да се пакува, тоа не е добро. Мислам, тоа е многу погрешно и тоа го правиме кај нас и сега не е добро. И она сама се пакува и Виктор сам се пакува заради тоа што немаат. Мислам, што да прават? Да чека некој да се појави, нема никој да се појави. И ете морал да почне сам да си прави и музика, и аранжмани, и текстови, и си пишуваш уште од порано. Еве сега работи видео, на крај може би ке почне да снима и филмови. Нешто, не може да. Не, ама добро. И да, и уште една работа. Многу е тешко кога ќе се обидеш сам да се менаџираш. Кога ќе се јавиш како Виктор Апостоловски во некој клуб за да се понудиш самиот. Да. Како можеш да постигнеш маркетингот е сведен на лаици. Мислам дека и тоа е затоа јас не се јавувам. Така што нема маркетинг, нема мислам не постои ништо. Јас и Виктор веднаш по завршувањето на шоуто и долу се договоривме ајде да работиме заедно. И се угњавивме 9 месеци и не можеше ништо од тоа да Каде беше проблемот што се Проблемот беше у тоа што немавме ништо не ни се врати финансиски. Едноставно пропадна. Јас го инвестирав цело мое време и цело мое студио и се што можам во него и он исто така се даде себе си. Значи погинавме заедно у студио. Направивме 2-3 песни, не знам колку, ама ништо од тоа не се врати. Не можевме еден нормален настап да договориме заради тоа што кога ќе се обидеш тоа да го направиш на некакво ниво на кое што знаеш ти да комуницираш, од другата страна те причекуваат луѓе кои што се малку поинакви, со кои што не е лесно да се соработува. Воопшто не е лесно. И тука има многу влијание, имаше тој период некако наеднаш паднаа цените на сите изведувачи. Значи буквално наеднаш. Се затвори А1 после Идол. Ние бевме деца на А1, имаше малце Добро, тоа е приказна, мислам, една, меѓутоа може доколку сакаш. Како и да е, имавме проблеми од стилот не бараа сите сакаа да настапиме, тоест да настапам. Имавме многу повици и такви работи, меѓутоа кога ќе кажеш цена која е нормална за еден изведувач со бенд да излези некаде и да сето тоа се исплати за сите, од другата страна добивавме едно чудење за тоа што звезди што многу подолго работат во професијава, одат за многу помалце. И тука почнаа да се кршат работите, да се растураат, во смисла не меѓу нас, него општо во музиката. Во потрагата по повеќе финансиски средства, по повеќе свирки, настапи и така натаму, некои луѓе почнаа да слегуваат надолу и потоа си приморан да слезиш и ти за ако сакаш уопште да имаш нешто. И така некако дојде Македонија до еден момент кај што јас не знам мој колега да прави настап, затоа што едноставно нема финансиски Не е можно. Тоа треба да го работат професионалци како овие продуцентски куќи што ги спомнав претходно. И колку и ние да ги повикуваме пак да и се вратат на македонската сцена, луѓето верувам дека кренале раце или не го прават тоа толку интензивно заради тоа што едноставно немаат рачун. И тоа е тоа, тука завршува муабет. Кога нема пазар, нема кај да се го продадеш производот. И мислам истото се соочуваат и нашиве и земјоделци и сточари и така натаму, нели? Кога не може да се продаде производите кој ќе пропадне, тогаш нема зошто да правиш следен. Тоа е многу е страшно кога човек ќе сфати дека едноставно никој не го жвака тоа што ти го понудиш. Но имаме потреба ние од музички звезди, како и да. Имаме таленти.
Имаме многу талентирани. Има таленти. Јас сум имате собственик на училиште, музичко училиште имате кое музичко што се бави училиште, со поп-рок, со рок-н-рол музика, и во моето школа има деца кои свират прекрасно. Од моето школа имаат излезено многу деца кои што се сега активни и како изведувачи, и по бендови, и и како автори и Постојано ви сте во контакт со Меѓутоа, талентирани деца. Они Но се зашто не ги промовираме тука во нешто Како? повеќе? Во нешто како повеќе. на кого да му го промовирам? Нема, стварно нема вако. Имаме нели медиуми? Пред се медиумот Ете пример, имам исто предавам во школа. Имам ученички кои се стварно, значи навистина се многу талентирани. И стварно сакам да им поможам некако да ги промовирам, ама нема како. Постојано сега- зборуваме, имаме таленти, а воопшто немаме нови звезди. И Мислам, тоа е сега абсурдна ситуација. првиот која чекор што- што решив да го направам е да и поканам со мене на настап, да дојдат да видат да го искусат тоа нешто. И јас искрено немам идеја, не знам како да продолжам а сакам стварно да им поможам. Мислам, може да се направи музика, може да се направи текст и да се сними тоа, и спот да се сними, се е окей. Ама што понатаму? Видите, ја мислам, извини Јана. нема проблем. Мислам дека погрешно е верувањето дека музичките шоуа од типот на Идол, на X Factor и Пинкови звезди и така натаму дека се дека прават нешто добро за учесниците. Помина многу време, можеби е време да се каже дека тие музички шоуа прават нешто добро само за нивните куќи, за продукциите кои што ги создаваат, кои што ја откупиле франшизата и кои што ги емитуваат. Децата, извинете, не сте деца вие. Учесниците, Учесниците немаат ништо корисно, ништо добро од тоа. Секој се повлекуваат од јавната Јас бев сцена. директен сведок на оној стрес низ кој они поминуваат 4 месеци, па и јас заедно со нив. Мислам, тоа е буквално мачење за да на крај од целата таа гузва, од цела фама победи еден, испадне победник и таа продукција продолжи да се грижи за него, да му направи албум, да му направи видео спотови и да го креира како звезда. Што правиме со останатите 500 што се пријавиле или 20 финалисти и така натаму. И па зошто се повлекуваат веднаш од јавната сцена? Кој? Финалистите или победниците на Што тие да музички прават? шоуа? Не сакаат да се повлечат тие. Или постојат, но едноставно никој Никој не не ги сака да се приметува. повлече. Еве, Виктор не беше победник на Идол, ја решив да работам со него. Решив да работам и со Јана и понудив, ама таа тогаш. Да, не сакаш. Затоа што сметав дека во моментот имам други приоритети, како на пример Седнавме, образованието. сите тројца си направивме муабет, она рече, не можем, ја ќе се посветам на факултетот, едноставно не сум спремна за ова, а вистина и беше многу мала. Колку имаше? 17 години? Да. 17 години. Најмалиот финалист. Да. Така што Учесник воопшто. Така што, окей, а што со другите? Мислам, не може некој да земе и сега сите да ги турка, да инвестира во сите, а знаеме дека не може никако да му се вратат средства. Значи, тоа го знаат луѓе кои што се бават со друга работа. Тоа го знаат менаџери. Тоа музичарите и музичките продуценти или не знам, изведувачите не може да го работат. Значи, не може да му дадеш на еден економист да созида објект, пошто ќе падне. Тоа треба да го прави архитект и статичар, нели? Па, тука не се измешани аршините, се обидуваме сами да правиме нешто one man show, кое што на крај ете гледаме како завршува. Какви се Едноставно, резултатите, не е оформено, не е добликувано до крај, не може да биде издржано до крај и не може да биде истуркана до крај работата, пошто не може човек да се подели на 10 и сите работи паралелно да ги тера. Тоа е токму одговорот на прашањето на Виктор зошто не може да направи нешто повеќе од своите ученички. Како музичар и соло пеач може да ги научи да пеат, Да ги едуцира. може И да им толку, напише песна, меѓутоа не е менаџер и не може да ги промовира, да работи Виктор самиот не маркетинг. може да се промовира во овој. Да, затоа напоменав, меѓутоа никако да дојдам до збор. Маркетингот е сведен на лаици, а е всушност комплексна наука и е дефинирана како комуникација со цел продажба. Тоа е процес, односно Вие сте студија која што се проект анализира менаџер. веќе 4 години. Да.
Иако и за тоа не сум целосно квалификувана. Повеќе се базира моето знаење на искуство. Сакав да кажам дека тоа е комплексна наука и дека во светот сите овие големи музички звезди на кои ние им се восхитуваме имаат за најмала ситница менаџери. Фејсбукот, Инстаграмот, Твитер, сето тоа го работат различни луѓе, специјализирани и обучени конкретно за тоа. Колку е нас социјалните мрежи се маркетиншка алатка кои што ќе го добијат оние што сакаат да се промовираат во музичкиот свет, влегуваат зад односно ги напуштаат продуцентските куќи и влегуваат во една музичка авантура за која што влегуваат многу звезди во светот. Колку кај нас социјалните мрежи помагаат и се алатка за брза и ефикасна алатка апсолутно промоција? се, затоа што е бесплатен медиумски простор. Так, тука секој може да Кој колку уме, секој може, меѓутоа Добро, кој колку не мора ни уме да е да го бесплатен, ни се плаќа. експлоатира, се да. плаќа, Колку повеќе платиш, толку повеќе ќе бидеш изложен или на јавноста. Апсолутно се алатка, многу корисна алатка, меѓутоа и тука повторно се сведува на знаење и на едукација и тоа е вештина на која што човек треба да се посвети со цел од истата да го извлече максимумот. Пошто знаеме дека многу музички звезди се промовира и лансира токму преку социјалните мрежи. Добро. И седнувате на Facebook или на YouTube, имате избор дали да чуете нешто од некоја наша звезда или нешто од Тоа што Клептон или Майкл Джексон, во првото прашање или го од или напоменав. нешто старо од AC/DC или нешто ново. Не знам, малку е Има малку сме затечени од глобализацијата. интересна Сега сме дефиниција. сите на исто ниво со сите изведувачи од целиот свет. И се знае кој е победникот. Меѓутоа, малку ми е чудно зошто се бавиме само со зошто се бавиме само со проблематиката наречена, тоест со тематиката наречена македонска естрада. Зошто не поразговараме малку за алтернативните рок бендови кај нас, например. Значи, ајде да ги спомнеме Новиот почеток или Фонија, Фолтин. или Бернис пропаганда или Фолтин. Бернис пропаганда се утепа од свирење по светов. Да. Фонија исто. Смат исто така. Да. 20 години Смат Смат. сега прават 20 години, Да. тоа се металкор бенд. Еден од најбитните металкор бендови во Добро, регионот. што збориме, значи нема музички звезди. Значи А што е тоа звезда по дефиниција? па ете, да има карактеристичен глас, да се однесува на начин кој што е одраз на вистинска звезда и ќе остави трага во историјата на музиката. Добро. Кит Ричардс звезда. Майли Сайрус звезда. Да, сето тоа е субјективно. Многу е да, шаренолико би рекла. Нема Морган некоја Фриман е најголема звезда. Морган Фриман, да. Многу е шаренолико, нема некоја дефиниција. Јас искрено не се срамам да кажам дека не знам што точно е тоа звезда. Дали е тоа изведувач со богато сиви или е изведувач со малку помало сиви, меѓутоа со пристојно однесување или е скандалозна личност која што е постојано присутна по медиуми. Што е тоа звезда? Еве Тина, стручно ќе ги објасни што е Прашањето е звезда. дали зборуваме за попстар, рокстар, мувистар и така натаму. Генерално, Рок-н-рол звезда е лик или бенд кој за себе има скроено многу добра приказна. Таа многу добра приказна некој многу добро ја продава и многу добро инвестира за да се продава. Таа многу добра приказна мора да биде подкрепена со добра музика, со добра приказна во музиката внатре и со добар имидж на сите што учествуваат во тој проект и со конкретно таргетирање кон публиката. Се знае кој за кого е. Ако е Виктор за тинејџери, ако е Јана за скршени женски срца, условно речено, сега да не... Да, може би е некој за повозрасни господи, како пејач, може би е некој бенд за основци, за средношколци, метал бенд,
може би е некој за емо групата на љубители на рокот и така натаму. Меѓутоа, се мора да биде конкретно, точно таргетирано. Мешање на баби и жаби не смее да постои. Во првиот момент кога ќе се појави колебање, кога обичниот народ ќе почувствува колебање или несигурност некаква, или некаква недефинираност, кај некој кој што сакате да му го представите на истиот тој народ како звезда на публиката, тоа се паѓа во вода. Луѓето не се глупави. Знаат да намирисаат што е добро спакувано, што не е. Не жвакаат се. Не можеш се да им продадеш. Сега може да им продадеш кич, ама и тоа е добро спакувано. Тоа е многу добро спакувано и се многу пари инвестирани во тоа. За жал во кичот се највише пари инвестирани. Најмногу. Евидентно, е? Да. Зашто најлесно се продава. Меѓутоа, мора да е спакувано. Не може да е, ништо не е случајно. Не може да е така пуштен и ајде да видиме што ќе се случи. Не, тоа не функционира. Но колку електронските и пишаните медиуми имаат дел во тоа што создаваат понекогаш лажна слика или промовираат инстант звезди кои што наброго потоа исчезнуваат и тие звезди. Зошто имаме ли ние соодветна критика што ќе препознае квалитет? Видете, создавањето на лажна слика е дел од бизнисот, од шоу бизнисот. И точно е дека, например, ја кога бев дете, верувавме дека Iron Maiden уствари за доручек пијат мелено железо, така ни пишуваа во Политика и забавник. Се додека на концерт у Загреб во хотелската соба не ги уловија како пијат джус и јадат салама луѓето. Тоа се нормални луѓе. Iron Maiden се нормални луѓе, ако се металци. Тоа се супер момци, тогаш беа, сега се веќе она. Да. Меѓутоа, да, се креира некаква лажна приказна која треба да му се протурка на народов, да ја купи, да ја сожвака, нели? И тоа не е погрешно, тоа е окей. Што мислите дека сите звезди се искрени и реални, дека сечија приказна е вистината? Не е, 99% не е. Да, велат дека и лоша реклама е добра реклама. Да. Доколку се инсистира на публицитет, така, на стекнување што е можно повеќе публика. Не се согласувам, само констатирам нешто што некој пред мене го заклучи. Во моментов работам на албум со една група која не знам како обстојува и како се турковни се популарни, зборувам за баклава. Меѓутоа, луѓето прават се што можат сами. Немаат никаков менеджмент, немаат средства од нигде, никој не ги спонзорира, никој не ги финансира. Значи може и така, и на тој никој не ги подпомага. На крајот на краиштата, и можеби мојата улога е некако и јас да им помогнам да го спакуваме тоа заедно, па кога ќе има некаков резултат, сите во најмала рака да се гордееме со тоа. Дека некој нешто ќе заработи. Не. Меѓутоа, Баклава, тоест Сибо, е човек кој прв пат дојде кај мене 96-та година, пред 20 години, да сниме првата негова песна. До ден денес он го нема изгубено ентузијазмот. Ентузијазмот и верувањето во тоа што го правише многу битно. Многу луѓе кај нас почнуваат полека за жал да го губат и тоа е не се они виновни за тоа. Него е такво ни обкружувањето, таков ни амбиентот. Да, Јана, колку вие се ангажиравте во музичкиот свет, колку се вложивте и колку ви се исполни очекувањата? Никогаш не сум била проактивна, меѓутоа не значи дека сум била неактивна. Бевте на Скопскиот фестивал минатата година? Неколку учества на Скопскиот фестивал, од кој првото најдрагото во соработка со Тино. Тоа беше фантастична композиција. Да, благодарам. Не се вложив многу, меѓутоа стојам на тоа дека доколку добијам добра понуда, нема да ја одбијам. Така би се дефинирала себе си. Никогаш нешто по своја иницијатива, повеќе по барање на некој друг. Виктор? Јас... Виктор е многу скромен. Скромен. Не, нема врска. Скромен. Јас, откако заврши Идолот, се трудам да направам нешто од себе. Не ми беше поентата никогаш да бидам, не знам, Џастин Бибер во Македонија.
А еден период имаше Иако многу еден фанови. период беше хаос малце, ама исто како што Јана се посвети на факултетот, во тој период сакав јас да го завршам, да го завршам како што треба и да изучам се што можам да изучам за музиката. И тој го направив. Тоа беше една од имав доста понуди баш со Тино тој период разговаравме, стално се консултирав со него. Многу продукциски куќи пробуваа да ме потпишат, меѓутоа решивме со Тино да почнеме една соработка која нема да влијае на моето школо и на она што сум јас. Бидејќи кога ќе потпишиш со продукциска куќа, нејзина работа е да го гради твојот имидж. Не е твоја работа веќе да се мешаш таму, твоја работа е да го правиш тоа за што си поканет. Така што можеби тоа беше мојот сетбек, она што јас сакав да направам имидж за себе како што, не знам, јас сакав да биде. Сакав тоа што го правам да биде мое, да имам некаков допринос во она што ќе се изгради, во она што Виктор Апостоловски ќе значи понатаму. Можеби нема биде ништо. Можеби за неколку години никој веќе нема ме знае. Можеби ќе ме знаат сите. Не знам, ама искрено сум размислувал многу на темава и не се каам што почнав сам да работам и да изучувам повеќе полина од што треба да изучувам и да функционирам на овој начин како што функционирам, бидејќи ова е нешто што мене ме исполнува. Мислам, пресреќен сум што си ја работам, што можам да си дозволам да си ја работам работата што ја сакам. Вистина, особено последниот период, работам по 2-13 сати денот, вчера 20 работев, ама не е битно. Ама се убивам од работа, ама успевам да преживеам само од ова што јас сакам да го работам. Што е реткост во Македонија, мислам, ретко кој може да го постигне. Значи сте и професор, и менаџер, и изведувач. Се, топтан. Текстописац. Од пред неколку дена научив и гитара да свирам, па сега сум и гитарист. Почнувам да настапувам со гитара. Така што ама јас сум таков како човек. Јас сакам да учам. Не можам да видам инструмент, а да не засвирам нешто на него. Дур не научам нешто, не го оставам. Таков сум како човек. И вистина многу работите се многу тешки во Македонија и не треба да бидат вакви како што се. Има многу фактори, порано имаше сега ќе влезам и во вакво. Имаше многу спонзори. Се исплаќаше на компаниите да вложат во некоја звезда и тоа им се враќаше. Тоа го нема во последниве години. Вложуваат само најголемите компании во звезди што се од пред 20 на години, луѓе што се веќе истакнати, што се сигурни дека ќе направат ќе им донесат некаков рейтинг. И тоа е тоа, истите луѓе, истите компании. Ние како поднебје имаме таков проблем. Мислам, еве ќе ви кажам како го поминав вчерашниот ден. Во 13 часот во студио влезе едно малецко срце од 7 години, застана пред микрофон и си ја отпеа песничката за неполни 20 минути 15. Во 2 дојде друго, во 3 дојде трето дете, во 4 дојде четврто. Вчера го снимав Златно Славиче. Снимив 9 солисти од 1 до 9 навечер. Значи за колку се тоа? 8 сата. 9 солисти, тоа е 9 песни да снимиш вокал, тоа е снимање албум. Значи тоа на возрастните многу тешко им се случува. Веќе навлегуваме во психологија. Да, многу тешко им се случува. Ќе застане, како ајде да пробаме, имаш снимано до сега, немам, ајде да пробаме, вака е, онака, треба да го опуштиш детето, кој ќе види дека не е ништо страшно, ќе си отпее песната, ќе си оди дома среќно и сега знае дека единствена грижа му е да се дотера, затоа што Златно Славиче е плейбек. Зошто никој не го пренесува Златно Славиче? Зошто никој не го врти? Тоа се случува еднаш, ќе го идат децата, ќе го видат и така натаму. Има DVD-а, има CD-ња. Зошто никој радио, ни едно радио не го емитува, зашто ни една телевизија не ги емитува концертите на Златно Славиче? Порано не беше така, ние израснавме со концертите на Златно Славиче. Зошто не ги едуцираме децата со наша музика?
Може би се некои некои дечиња ќе кажат и ајбе ова е многу детска музика, иако он има 10 години, за него ова е многу детска музика. Иако таму на некој од песните пее некој девојче што има 3-14 години. Меѓутоа Златно славече е детски фестивал, нели? Океј, има деца кои што пеат малку по модерна музика, условно речено. Па имаме други музички фестивали, па имаме деца на кои што им се прави композиција само за нив, или деца кои што учествуваат на детска Евровизија. Зошто не ги труеме децата со музика? Зошто им одземено тоа? Зошто нема по сите медиуми музика? Зошто македонската музика допред да се забрани служеше за, да не бидам вулгарен, за порно часовите после 12, како што викаат. Мислам, стасавме до тоа да не навредуваат, ајбе, вие сте порно програма. После 12. Зошто македонската музика по радијата служеше за после 12? За да мора да се исполни квотата, обврската кон државата, дека мора да пушташ толку и толку процент на македонска музика. Не е фер тоа. Значи, не се овие луѓе криви. Не сме криви ние од оваа страна. Многу работи се виновни. Многу работи. Значи, културата не си ја почитуваме, не си ја градиме. Децата не ги едуцираме. Не ги труеме со музика. Треба да ги удавиме со музика. За да пеат и за да свират, да се весели, да се насмејани. А не да гледаат турски серии. Така е. Но колку регионалните трагачи на таленти се претворија во промотори на на македонската музика? Исклучиво они ни ја промовираат музиката. Тоа се деца, не знам, од Македонија кои што одат да си ја пробаат среќата на пинкови звездички или како се викаше звезда Звезда неколку. Не ги знам. Еве, во моментов работам, туку што завршив аранжман и снимка на еден еден одличен пејач кој произлезе баш од едно такво. Давид Темелков, он беше на X Factor. И на Златно славече. И на Златно славе. Да, Давид е сега во Хрватска. Чека да му биде готов спотот и деновиве ќе има промоција. Песната ја направивме, ја снимивме на хрватски јазик и на македонски. И таму работи со Мирослав Рус, он му е менаџер и се надеваат дека Давид има веќе 2-3 песни во Хрватска, има многу гледање на YouTube, има некаков статус на активен пејач таму. Се надевам дека ќе успее, дека ќе биде супер. Меѓутоа мораше да отиде надвор за да овде како го признаеме. Да кажам, зашто надвор секогаш во таа Јас ја имав истото прашање си го поставував на себе, тогаш бев многу млад, имав од 20 години, кога свирев во Лебисол. Кога одевме да свириме надвор било каде, бевме многу почитувани. Кога ќе дојдевме овде, бевме луѓе кои што никој не ги забележува. Дури имаше и некаков изговор, ај тој сега го гледам на пазар, купува, па што јас со него. Океј, значи треба не купува на пазар за да биде звезда. Се што е туѓо е нели поубаво. И се што ќе го признаат надвор е многу повредно отколку тоа што ќе го признаеме овде или тоа што ќе се труди да се само докаже овде кај нас. Кој ќе се само докаже некаде надвор, тогаш стварно вреди. Тоа е синдромот на ова општество, не на ова општество, на ова поднебие, на цел Балкан, Ама за жал така е, не можеме ништо да смениме. Добро, но имаме ли соодветна музичка критика кај нас дома кој што знае да препознае вистински таленти? Прво мислам дека на времето имаше проблем недостаток на објективни музички уредници или одговорни музички уредници. Што може да се пушти во оваа телевизија, што не може да се пушти. Што стварно не задоволува критериум, никако слика, никако монтажа, никако тон, па никако текст, никако, мислам, има многу банални текстови, да не почнем сега да ги набројувам, има текстови кои никој не може, ни самиот автор не може да си ги разбере, а заради тоа што се слагани како пазл за да може да се добие рима, ништо друго. Нема врска. Прво фалеа објективни и одговорни музички уредници за да го изградат критериумот на медиумот во кој што работат. Сега веќе нема потреба од нив, пошто не се пушта ништо.
Така што баш пред некој ден имавме една актуелна е забраната на македонска и на српска музика од страна на ЗАМП. И имаше неколку ваши колеги уствари што си зеда за право да коментираат на одлуката на ЗАМП негативно кон нас, изведувачите и авторите на Facebook. И имавме, не знам зошто, аз обично не се мешам во такви муабети, да речам, ама имав потреба да објаснам неколку работи зошто е тоа така. И тука се надоврза уште неколку, не знам дали можам да ги наречам новинари, ама луѓе што работат во новини, особено на онлайн медиуми. И дојде муабетот до тој степен да еден од нив рече македонската музика направи да банкротираме, затоа мораме да пуштаме српска музика. И јас тука решив дека веќе нема да се мешам во муабетов и дека на тие неколку новинари веќе нема зошто да посветувам и да оддавам време, затоа што стварно е навреда. Мислам, окей е сето тоа. Многу е јасно дека музиката од соседството си влечи повеќе финансиски средства. Стварно премногу вложуваат и тие во спотови, во песни, во 300 глупости, се тоа супер, немам јас ништо против. Добро, они се трудат, еве на секој начин, агресивно или не агресивно, така, се трудат, работат луѓето, немам против ништо. Значи има стварно српски звезди што стварно ги бива. Меѓутоа, не можеш ти да стапниш на твојот за да донесиш некој друг во државава. Буквално тоа се случува. Јас наискрено ви кажав еден пример во еден ваков разговор. На бугарска телевизија ме даваат 20 пати денот, на македонските телевизии сите заедно ме немаат даено 20 пати во цела година. Лично за мене, еве, за другите не коментирам. Ми пуштаат снимки од бугарски радија кај што се вртат мои песни и тоа што е најсмешно, после песната оди българска музика, така и натаму и почнува нова моја песна. Фала Богу има радија што почитуваат македонската музика, меѓутоа еден голем процент од сите медиуми ја пуштаат, како што кажа Тино, колку се пополни програма. И тоа е стварно е навредливо, пошто не знам, ако продолжам да разговарам, може да ќе кажам нешто што не треба, така што ја кажав се што не треба. Така, поентата ми беше не е се само до изведувачите или само до менаџерите или само до медиумот или само, значи има многу фактори што донесува музиката да дојде на ова дередже. Така што мислам дека сите треба да се потрудат малце повеќе од своја страна колку што можат за да немаме вакви теми на разговор, бидејќи е стварно банално. За музика се работи. Значи ова треба да е нешто што ние го правиме за да го разубавиме денот на некој друг. Јас се смеевме пред некое време со моето друштво, направив една многу фамозна песна пред некое време, Каден одмор се викаше. Значи песната е направена буквално на шала. Бевме на камп со нашето школо, едно дете свиреше, му кажав што акорди да свири и ме тераа да пеам. И јас почнав да тропам глупости, децата се згазија од смеење. И викам, да не го сними некој, го снимив. Го препишав текстот и ојдов ја снимив песната. Само затоа што успеав да ги насмеам децата. И на шала снимив спот, ја пуштив и напишав во коментарот оздола малку хумор и сатира за добро расположение. Толку беше во description на видеото. И толку сериозно беше сватена таа песна особено. Толку имаше коментари, па чуда, па јас не можам да разберам. Луѓе, музика е. Но тоа е дело кое ти и го даваш на јавност.
Секој има право да го толкува како... се е тоа во ред. Јас Тоа немам description не значи дека мора секој да го Не. толкува така, знаеш. немам проблем јас со тоа. Слободно може секој да коментира што сака и Туку така. добро, јас знам што сакаш да Меѓутоа, кажеш, во Македонија поентата ми беше- има се повеќе и повеќе хейтери. Поентата Вистина е беше тоа, за музика се работи, знаеш. Треба да биде малце полабаво да се сватат некои работи во Македонија и треба малце повеќе да се посвети време на македонската музика воопшто, затоа што тоа видео во 2 дена имаше 12.000 гледаност на YouTube, а видео од други пеачи, што се 20 години на сценава, се случува да имаат по 4-5.000 гледаност, а имаат прекрасни песни, прекрасни гласови. Мислам, нема да именувам, ама смешно е. Мислам, споредбата е смешна, така што... Што се ругаш својата песна? Јас немам, затоа е направена, песната беше направена Знам. специјално за тоа, да се насмееме. Знаев точно што ќе се зборува и како ќе се зборува. И јас снимив онака, да си направам кеф, да се смеат децата. Да донесам некакво расположение на народов, да има нешто да се врти. И смешно е затоа што стварно има песни што заслужуваат многу повеќе. Не зборам од моите, зборам од песни на колеги што се години на сцената, што имаат многу помалце гледаност од каде на одмор. Сосема за крај, Тино, што треба да направиме за да се смени колку толку? Во кратко. Да се причекаме уште резимираме. малку. Ще се договориме. Спецификација на одговорности, пеачите да пеат, музичарите да музицираат, менаџерите да менаџираат, продуцентите да продуцираат, а не се сублимирано во едно. Малку повеќе ентузијазам обострано и од изведувачите и од медиумите. Друго што дискутиравме денес, кој колку обрнувал внимание на час. Очигледно ти најмногу малце тижеш ушето. И малку повеќе додворување кон нашата публика. Може би сме им сгрешиле. Може би за тоа не жвакаат. Може. Еве, кога веќе Тино ги спомна децата и изложувањето на истите на македонска музика, повик до сите родители малку повеќе да пуштаат македонска музика до дома. Тоа е така. Затоа што ние стварно навистина пораснавме со македонска музика. Јас првите CD-ња што ги имав дома и касети беа од Тоше, од Каролина, од Калиопи. Сега тоа не постои. Да, купував сакам да кажам. CD-ња од Каролина и од Тоше, затоа што тогаш, мислам дека двајцата беа подпишани со Авалон. Авалон даваше маички, баш со ликот на Каролина и Тоше. Ете го и маркетингот тука, како клучен фактор. Токму нив ги спомнав како луѓе кои што се најзаслужни за подемот на бумот на македонската. Ви благодарам што гостувавте во дебатната емисија Култура и што ги споделивте вашите размислувања. Ви посакувам успех на секаков план. Ја следевте емисијата Култура. До гледање.